Да се ти благодарам што одвои време денес да бидеш гостин во емисијата Кафе Муабет за Гламур магазин. И се надевам дека ќе си имаме убав кафе Муабет. Ќе видиме на крај. На почеток сакам да ти дадам еден подарок, повели? Благодарам, односно подароци. Да, Ќе ова да го се... отворам? Па ако сакате можете. Подарок Да. се отвара кога се Ова земе. се хунза златните капки или хунза маслото од семки од кајсија, Да. кое што е донесено директно од Хималаите, изработено рачно од страна на хунзите и е пратено со многу љубов за здравје. И се надевам дека ќе си ги искористите и вие за општото добро здравје, нели? Настапувате навечер, имате представи, па ви треба повеќе енергија, Да. ви треба имунитет Сме рекол што и отвара. мислам дека Аха. имате масло од горка семка и Да. од блага семка. Ете така. Благодарам многу. Ќе ви Е. кажам подоцна како да си ги консумирате и така. Еве нека стојат овде као Може, сценографија. може. Многу ми е драго што прифатив тебе да поразговараме малку и би сакала на почеток да ве вратам во детството. Какво детство имаше Дац? Каде порасна? Какво дете беше? Па пошто се наоѓаме у 3 века, пораснам овдека позади, негде Так. во Карпош 1 и 2. Во Карпош 2 поточно, па во Карпош 1. Ова беше моја мало, тука доаѓав, имаше овдека на ова место една продавница, малечка продавница за цвеќе, пошто нели ова е паркови зелениво позади. Имаше продавница за цвеќе, знам дека доаѓав тука да купам цвеќе за 8 март за мајка. Така. Така да овој дел крај ми е многу убаво познат од дете. И тука харавме, се качувавме по дудинки, јадевме, кајси, зевавме, ги крадевме, кајси, праски и така натаму. Се трчавме по парковите, бевме секогаш во купачи, кога ќе завршеше школска година, ние бевме у купачи и со цревата и по скалките. Така да кога веќе требаше да одиме на одмор, ние веќе бевме црни. Веќе сте били сунчани. Да. Правевте некои палавштини, вака ти останува нешто во сеќавање да го споделиме? Па правевме прилично балапштини и ја водев у тие работи, така малку побрливо дете бев. Ајде ќе видиме текнува муабетот, нека останат Може би ќе ви текне. Да, Добро. ама само имаше палапштини доста. Од точаци, паѓање, удирање, тркање, до трчање по топки на улици и така натаму, да, па езерцата кои што ја се отвори во парк, па таму се давеа луѓе, па ги вадевме. Мислам, свашта имаше многу работа. Но интересно нешто што ете така кога сакав нешто да се информирам повеќе за вас, слушнав дека сте имали искуство и на мали години како манекен. Да, мајка ми беше манекенка и ме внесе, да речеме, првиот сцена ми беше мене манекен и тоа во Жена парк еднашка и еднашка во супермаркетот што е сега Тинекс и Драмски театар горе имаше конфекција и таму прошетав на писта као манекен на мој 4-5 години. Бев облечен во некој, не знам, чиви тетекс, вајда, не знам. Меѓутоа не одлучи да останеш манекен во животот? Не, крај памет, не ми паѓаше за манекенството воопшто. Друго, сакав да бидам пеач кога бев малку. Така. Ама сега делумно и ти се оствари таа на некој начин. Сакав да бидам пеач, многу сакав музиката, слушав музика многу и сакав да пеам како некои што пеат. Така да тоа беше првата љубов можеби. Потоа нормално се определив за, велам нормално зашто тоа е мојот пат. Се определив за театарот. Ово кој што за една година ќе идам у пензија. Така? Да. Ајде, нека биде со среќа и усубаво само. На колку години точно свативте дека глумата ќе биде ваша професија? Па веќе во средно. Веќе во средно. Во средно, да. Знаем дека или глумец или ништо. Така. Така да тоа беше одлуката, мислам стварно. Не знам што ќе бев ако не бев глумец. Можда ќе бев нешто по техниката. Сакав стоматологија, например, тоа ми беше интересно. Ама нешто што се прави, значи бил протетичар, можеби.
сакав и ден денеска сакам ситни работи кои што се изработуваат филигрански, да речем. Така. Не работам тоа, ама ги сакам. Пак е тоа еден вид уметност. Да. Така. Да, сепак да. Сепак е тоа, сепак е уметност, да, и веројатно не сум бегал од уметноста никогаш. И како у најмали години сакав да видам циркузант на трапез, артист на трапез, тоа ме воодушевуваше. Значи пак е сцена. Пак е нешто, да, поврзано. Да. И сега кажете ми, во какво семејство порасна Дац? Како ве воспитуваа вашите родители? Дали беа патриархални? Дали ви дозволуваа повеќе од она што можеби другите родители не им го дозволувале на своите деца? Јас имав добро воспитување. Јас сум и мислам дека и моите деца ги воспитав добро. Затоа што благодарејќи на тоа воспитување како што ме воспитале мен. Значи, можеше да се блесавиме доколку сакаш, ама кога ќе се ручаше или кога ќе се работеше нешто, тогаш немаше забава. Тогаш беше посветено на тоа. Значи, секогаш морав да поздравам, да кажам добра ноќ пред да легнам, да кажам добро утро кога ќе станам, да кажам довидување кога ќе излегувам од дома. Значи, постоеше ред и тој ред го почитував и тој ред го пресликав на моите деца и мислам дека се и они благодарни на тоа, затоа што почитувањето и убавото воспитување се гледаат. Веднаш се гледаат. Невоспитаните луѓе исто веднаш се гледаат. Така да воспитувањето е битна работа од животот на човек, кое што се прави во раните години од неговото живење, но никогаш не е касно за воспитувањето, може и да се превоспита некој човек. Затоа има и превоспитани домови, така. Не да Боже таму да отиде некој, ама така е. Сега исто така, како што вие сте имале однос со вашиот татко, како еден пријателски однос, еден близок однос, таков однос изградивте и со вашите синови, двајца синови, Стефан и Јаков. И керка имам, Јана. И керка имате? Да, добро, не сум знала. Да, тоа е од мојата жена, втора. Така. Сега ви недостига ли таа близина со Стево? Кога, еве, од оваа дистанца ќе се сетите на својот татко и сето она што сте го поминале заедно? Па, како не, мислам, не може да не недостига, затоа што стварно ние бевме другари. Тоа беше првенствено, ние знаевме да седнеме во бифе и со сати да седнеме. Никој не ни требаше. Дури некија да седнат, нека шубаво се изборите, бе, седните, викам, можеме ние утре да зборим. Така да беше убава таа дружба и за жал се прекина со неговата смрт. Гледам колку што можам да бидам поблизок со децата заради сета таа работа, да имаме таа интима како што ја имав со татко ми и ја имаме. Сега, и они се зафатени, јас сум зафатен прилично, но се наоѓаме начин како да се видиме и стално имаме разговори, конструктивни, убави, топли разговори. Некогаш не може да се прекори нешто ако не е во ред, нешто, ама нема зашто, не било никогаш некои ситници. Кажете ми, меѓутоа во еден момент кажувате дека сте имали трема од Стево. Тоа кога станува збор нешто за на факултетот или за представите? Јас имав трема од него на сцена. Мислам за кога работевме приемниот испит. Ја не кев да работам со него, баш заради тоа, и работев со Марин Бабич. И Марин Бабич не можеше да работи веќе со мене, зашто имаше друга работа и немаше време. И јас продолжив со татко. И од него ја имав некоја трема која што мислам дека дури добро беше таа трема што ја имав за да се ослободам, која што и после и подоцна се има трема, некојаш скоро тремата е кај нас креативна. Значи не те укочува ништо и така да ја морав да ја победам таа трема со него и многу ми беше после полесно на сцена.
Тоа беше првата победа моја за сцената. Така. А додека со Мари например немав трем. Така. Ама овдека имав некој Можеби некоја голема почит кон па не знам што беше, што Стево го имаше во оставено да, зад себе. да. Стево беше не дека не беше Марин добар глумец, Стево беше фантастичен. Така. Да. Да почнеме првино од она кое што одлучивте да бидете, значи дипломирате на факултетот за драмски уметности кај професорот Слободан Унковски. Почнав кај Слободан Унковски 2 години, после работевме кај Милчин, на крај завршивме кај Љубиш. Така. Од секого научивте по нешто? Па највише научив од Унко. Највише првите 2 години се најважни на факултет. И првите 2 години се најбитни на факултет за да се отвори човекот. И затоа се на факултет после во првите 2 години не дозволуваат да се игра надвор од факултетот, туку само да бидеш таму, затоа што може да се расипе глумец. Се расипува со некои ситни работи кои што ќе му останат као манир можеби за цел живот. Така да тие 2 години беа доволни да научиме многу за глумата, а после другите години беа повеќе тренинг за она што сме го научили. Така да научивме добро и барем јас и некои мои други колеги. Така да бевме супериорни понатаму на сцената. Која беше вашата прва улога и каде? И во која представа? Па прв пат што се појави во драмски театар као четврти граѓанин во Смртта над Антон. И тоа ми беше прва улога официјално. А потоа беше, не знам дали имаше плюс уште една некоја, играв лево, десно, играв во МНТ, играв во една рекламна бајка, детска представа, играв во Дом на млади 25 мај, тогаш така се викаше. И првата улога, главна, која што ми беше прилично рано. Коле Ангеловски ја режираше, не сега Драга. И мислам дека тоа беше мојата отскочна даска, затоа што ме видоа дека вредам, зашто таму може да се види на голема сцена, на главна улога. И така како почна таа главна улога, ја не се симна во сцена години и играв се главни улоги. Овие последниве години малку одмар. Меѓутоа, кога ќе го погледне човек вашето, како да кажам, портфолио и целиот багаж, оној кој што го имате оставено како актер, на вистина, јас почнав да читам и на вистина многу улоги, многу представи одиграни, серии на телевизија, филмови, па дури во еден момент и сте водител на Джандар збира, па и член на Хавана бенд, значи, на вистина една сестрана личност сте. Дел од професијата, дел од животот, се нешто се погодувало во некое време. Значи, Джандар збира дојде од кога Игор не можеше да води више и влегов јас. Не беше многу епизоди од тоа, не знам колку беа, 4, 5, 6, појме не. Потоа сум водел и други квизови некои, како тркалото на среќата, например, што беше. Тоа тркалото на среќата беше тоа е на лиценца, тоа е америчка лиценца, каде што дојде човек, кога правевме квизот, дојде човек и моравме пред него да ја одиграме цела епизода од квизот. Од Америка дојде специјално, за да дали ќе ја дозволи или нема да ја дозволи лиценца. И моравме да одиграме цела епизода со надпреварувачи кои што беа викнати само за тоа. Ја направивме, бев специјално сликан, каде што вика оваа слика, вика ќе оди има вика каде што кај нас оди тргалото на среќата има ходник еден каде што стојат сите водители од цел свет. Така. И вика оваа ќе биде во Америка, вика
на тој ходник ќе биде твојата фотографија. Значи ја не има знам. таму и Па фотографија. веројатно, така ми рече. Така да викам фино, ќе бидам во Америка, барем со слика. Така да и тоа траеше не знам колку време. После јас отидов за Австралија. Па Игор дојде на моје место. Така да живот, како се менува некои работи, мораше да биде така. Кога ќе го прашам секој актер која улога му е најдрага, сите велат па секоја улога нели си е посебна на свој начин и значи на акторот на свој начин, меѓутоа еве повторно ќе прашам за вас која улога ви е најдрага и во која улога најмногу сте се пронашле, најмногу, како да кажам, најбрзо сте и влегле во суштината за да ја одиграте. Знаеш како ќе кажам, ја например никош не сум го сакал доволно Шекспир, затоа што повеќе сум го сакал Горан Стефановски. Така да тие улоги ми биле поблиски. И скоро имам све одиграно од Горан, скоро све. Тие улоги ми беа баш како вода, лесно, мое. Го знам Горан, мислам, го знам како размислува и е навистина многу блиско. И значи пак е тешко да се издвои улога. Стварно е тешко да се издвои улога, која што е нешто, ќе речем, не знам. Ете таа првата Ѓоре пиже од сега драга, таа ме лансираше, да кажам, условно. Потоа беа Кларин во животот е сон, исто и таму една прекрасна улога која правеше таа. Па Амадеус, еве сега беше баш Марибор, па се присетив на мојата Амадеус и дури гледачи се присетија на нашата представа овде кај ја правеше Златко Славенски покојни. Розенкранц и Гилдестерн. Така да во тој период кога почнува ми се случија многу убави работи. И тоа беа тие представи кои што ја ме подигнаа на едно друго ниво. И потоа другите представи беа, не викам дека имало и некои лоши представи. Зашто не може да, мислам, може да се да играш, да прави се, ама некогаш се наоѓале и се направили и полоши представи. Так. Па имаше една представа, не ќе ни да ја споминјам, кај што го молев чуаре директорот да ја симне од репертоар. Дојдев кај него, молим те симни, не може више да ја игра. И ме послуша, му благодарам многу. А кажете ми, бевте и директор едно време? Кратко, да, во мената. Се пронајдовте во... Не. Не? Не, тоа ми е најголемата грешка во живот. Да? Да. Ако има најголема грешка, таа ми. Таа ви е најголема грешка. А кој ви е како да кажам, најтежен период во животот, кој ви е најсреќен? Имало тешки периоди, јас ги заборавам. Тешките периоди, веројатно и човекот е така научен да ги потиснува лошите работи. Обично гледам како е утре. Иначе, ако се враќаме на тие работи, малку сме влегуваме у некој, може да паднат луѓе од депресија. Никогаш не сум паднал у депресии до такви работи, затоа што се сметам за јака личност и не може да ме поместат лесно од место, затоа што се држам убаво на нозе. Знае нешто да ми изнервира, да ме овако сам, ќе го поминам. Кажавте дека Стефани Јаковиц од првиот брак, Јана од вториот брак со Весна. Бидејќи нели секогаш кога се случува прекин на едно нешто, значи на еден период од првиот брак, велат нема добар развод. Според тебе, каков беше твојот развод? Добар или дали со добро се разделивте со првата сопруга? Имав еден брак, имам две прекрасни деца од мене. Так, да. И се дружам со моите деца. И ги се сакаме многу со моите деца. И имам и две внуки од едниот син. Да се здравиш. Јана е на архитектура, заврши архитектура, работи, има 25 години, се сакаме многу.
Се е во ред. Се е во ред. Тоа што бил, Тоа е добро. бил. Така. Така да не би се навраќал на нешто што било и што не чинело па прекинало. Така. Немам зашто. Односот, Сега ми е многу убаво. односот со децата ви е, како што кажав и претходно, исто како што и вашиот однос бил со Стева. Да. Да, Кога многу кажа, сме блиски, да. многу пријателски. Да. Кога кажа дека ќе сакаат да станат актери, вие како реагиравте? За Јаков се помисли зашто он беше за друг. По мене. Но еве се снајде во актерството. Мислев дека он требаше да биде доктор хирург. Мислам, тоа е човек. И затоа ме збуни мене неговата одлука дека сака да оди на глума, но пробав еднашка да ја прескокне таа година, дали ќе му се Врати повторно дали желба? ќе му се врати желбата, но му се врати и реков, тоа е желба. Така Јас е. ќе работам со тебе, работим со двајцата. Така. Работевме за приемен испит, затоа што прво неќе вика тебе највише ти веруваме. И така да направивме добри приемни испити каде што ги примија веднаш без проблем. Јаков е моментално во театар комедија. Стефан игра многу во МНТ. Се надевам дека ќе биде еден ден член, барем брзо ќе биде член на тој театар. Рековте пред малку дека никој од представите не сте сакале да играте. Дознав дека во една прилика сте се пошегувале некогаш во драмски кога нели бевте, па сте јавиле дека има бомба, бидејќи не сте сакале да играте представата, да не случајно таа представа и моментот. Не дека работава беше дека сакам да пробаме дали ќе има со Калина седевме, јадевме чорба од Сабајле. Еј, представа вечер, ај ќе јавиме бомба. Ајде бе сега ќе се јавам и свртев на телефон. Како свртев на телефон, портирот ми рече сега ќе ве префрлам на билетара. Ја викам мој не ме слуша. На билетара викам бомба има у театар. Колку бомби овде пукаат. Викам не можеш да направиш што су театар, ништо. Значи готово и затвори телефон. И одам се вечерта на представа. Не беше дека не си игра, него што да направим. Така. И одам на представа, гледам све околу со заградено, не работи ништо и дури супермаркетот испразнат. И јас, Бранко Ѓорчев, директор беше, што е работа, кјути, дац, некој бомба имало. Каква бомба бе, ја кажа, како бе ти, чекай, у кога се ја, викам, им кажу ја, колку сега су се, ја викам, и на телефонот има. И му ја раскажувам цела ситуација како беше. Така. Викам, не сум луд да оставам да се случи. Викам, мислам дека ме овако, Така. дека луѓето или ме познаа, пошто тука работам, или не го менјам гласот. Или ме познаа, или викам, не го регистрираа како некоја закана. И видоа и полицајците дека е така, затоа што не е играчка тоа да се прави, не би го направил никогаш, би го лудил. И ова беше, само што беше лошо, гадно беше заради целата ситуација, па рекоа, сега да те носиме у станица за изјава, кога не можем представа. Се одигра представата? Се одигра, Се одигра. Не отидам на станица. Велите дека дружбата порано како што била кога вашите, како да кажам, вашата генерација на актери, сето она што вие сте го поминале, велите дека не е сега исто така со овие генерации новите. Што е разликата? Не знам, да речеме, пред моите генерации, значи генерациите на татко, сите беа кумови, едни со други, се дружеа, беа не само што во театар, него беа во градиште, одеа на одмор заедно, па ќе направат една камп заедно, ќе се изврзат. Беа од Сабајле до вечер заедно и продолжуваат да се дружат, значи и на одмор. Така да, ние се дружевме многу во бифе, се дружевме по представи. Јас се дружев и со постарите глумци од драмски театар многу, така да
ги знам сите работи што се случувале во драмски. Ја можам да кажам, јас сум као хроничар, што знае од памтиве зашто ги слушнал работите кои што ги раскажале по старите глумци. Со кого бевте најблиски од вашата генерација, со кого најмногу се дружев? Па највише се дружевме со Сенко и со Ѓорги. Бевме нераздвојни. Наистина, од сабајле до вечер бевме заедно. Или спиевме кај еден или кај друг, кај трет. Бевме на академија од сабајле до вечер. Академијата е таква со часови сабајле, глума на вечер и така натаму. Метностите се такви, да. Да. И одевме по театри, по младоотворен театар. И толку бевме тројцата заедно стално, затоа што ако случајно некој не беше, кај ви е третиот? Беа збунети зашто не сме сите. Да. Кажете ми, честопати на својот Facebook профил евоцирате спомени од онан време во кое што вие сте биле во младоста, како ние сме го живеле, можеби јас сум од некоја таа генерација каде што сум патила нели од тие моменти. Какво беше нашето детство, нашето дружење, сега некако се промени. Некако многу емотивно тоа го изнесувате од себе. Па веројатно затоа што беше убаво време, можеби израел за младост, ја појма немам. Ама беше многу убаво време во кое што живеевме. Тоа сите се сложуваат, не е дека е само кога сме биле деца било најубаво. Тоа и е така, ама во убаво време живеевме. Имаше една ширина, Југославија беше голема земја, беше све достапно наше, беше можевме да одиме кај да сакаме. Така. Навистина беа убави времења. Да. Немаше, само музиката. Представите, например. Да. Представите наши беа, драмски беше Здрави трепет за Југославија. Ги растураше на Астерино позорие. Сегде наградите им ги собиравте. Да, бевме многу горди на тоа. После музиката беше друга. Музиката беше една од најдобрите музики во Европа, затоа што како живееш, така пишуваш, така компонираш, така пишуваш стихови. И е широко, убаво. Тоа е едно време, а нема хитовите, зашто и ден денеска се останат и се пеат од Југославија. Не само од југословенски, и нашиот, Леб и Сол. И од другите, Меморија или кои да се. Архангел. Ареја. Да, Ареја. Александар Митевски, да, што има на вистина оставено има песни за себе, само има околу 300 песни. Ние не ги знаеме сите кои, зашто кои дека се негови, зашто ги пеат други. Така, да. Александар е многу плоден автор. Да, кога сме кај пишувањето стихови, од каде е талентот за пишување? Знам дека вашата мајка исто е. Пишува, да. Пишува и има доста книги напишано. Доста. Тоа е еден, не знам, момент кога едно време многу пишува. Седнувате да пишувате или ви доаѓа па одма го запишувате тоа? Не, кога ќе седнеш да пишуваш е друго. Не може. Него доаѓа на сила не бива. Да, еден збор кој што го гледам на почетокот, го гледам крајот. И ја гледам цела творба. И седнувам и ја пишувам, доаѓа од еднаш. Но тоа беше еден период кој што сакав да седнувам и пишувам. Сега одавна мислам ќе напишам нешто, ама не е тоа тако, не ми е. Креативноста не е таа. Не, може да биде убаво, него не ми прави таков кејф сега. Мене. Затоа не ја имам и материјал за уште една книга, не. Да кажеме дека имате веќе една, до 101 и назад. Да, и сакам да крстам таа до 102 и назад. Кој што го има материјал, па не знам дали ќе го објавам, ќе видам. Ето зашто да не би требало. Бидејќи се што остава човек зацепен или што ќе го направи, останува позадината. Да. И сега многу сакам да го споменем овој момент, бидејќи исто и тоа го напишавте дека веќе во денешно време немаме нити некои серии кои што се прават, кои што се продуцираат, а на времето имавме навистина на бушава азбука во која што и вие учествувавте, која што навистина со нетрпение ја очекувавме епизодата да гледаме ние како деца. Да видиме што се случува. И толку беа интересни, и постопат истите ги гледавме, и повторно ни беа интересни, имаше многу навистина
серии, сега еве да се потсетам и јас, значи Случки од животот, Време живот, Крик на Немилиот индијанец, Немиот индијанец. Да. Да. Значи За трошка среќа, тоа е Тоа си филм, тоа. трето доба серија, значи во кој овие сите имате учествувано. Зошто кај нас некако замре продукцијата на серии, Ја на не убави знам. серии, на Ја поучни не за знам дали деца? пари немаат луѓе до, мислам, телевизија. Тоа се снимаше во телевизија. Да, да. Има тука филмови кои што се снима, кои што ги правеше Вардар филм, ама во телевизија филм, во телевизија сериите се снима и се правеа, нема сега телевизија не прави, полесно им е да купи некоја. Па, устари, македонска телевизија нема турски серии, така? Нема, не. Нема. Единствена последна што беше Преспав, не знам дали уште се снима. Преспав. Не, Преспав е да речеме супер проект. Тоа ама е приватно правен. Тогаш беше единствена македонската телевизија која што ги продуцираше тие серии, ТВ филмови. И беше престиж да се влезе во македонска телевизија, не беше така. Како и за се друго. Да. Како и за се Така друго. да нема, ја не знам, Нема, не знам што е, допари ли е работата, поима не. И сега да ве прашам за вашата љубов Весна. Велите, не знам точно кога се сретнавме со Весна, дали тогаш кога страмежливо го скри погледот, кога јас не можев да го скријам мојот, или некогаш многу години пред тоа, навистина не знам. Се уште не знаете кога се сретнавте? Па, по тоа кои ни биле пријатели, неа кои биле другари, пријатели мене, ние мора да сме се сретнале негде. Ама не, дали не сме се забележале? Не се погодил моментот. Да. А потоа затоа викам дека не знам точно, ама потоа точно знам каде го скри погледот срамежливо. Така. А исто велите, дека знам дека таа е целиот мој живот и таа е жената која што точно се вклопи во моето се. Да. До толку, значи, се поклопивте и двајцата во она што и вие сте го сакале кај една жена и таа што го сакала можеби кај еден маж. Баш така. Дури толку сме слични што имаме белези на исти места, дури ожици на исти места, бемки на исти места, дури неверојатно колку сме. Ја викам, нешто татко ми со мајка ти не направи. Така да, многу сме по темперамент слични, овнови сме двајцата во хороскоп, по темперамент сме многу слични, по духовити сме двајцата. Знаеме да седиме, доста ни се, јас сум и неа доста, она ми е мене доста, така да можеме да седиме сами и да се забавуваме со часови, да ни биде забавно, смешно и ден денеска, кое било време. Така. Што е тоа што кај Весна ве освои најмногу? Некои незини карактерни особини, не знам нешто што ете го освои тоа, твоето Душата срце. незина, да, душата незина, она има широка душа, прекрасна, голема жена, голема. Претпоставам дека и вие исто имате голема душа, што Се надевам. Весна ве сака толку многу. Многу е убаво вака кога ќе слушнете убава приказна за нешто што е нели дел од вашиот живот, без разлика дали станува нели за семејството, за она што сте го поминале како актер и така натаму. Меѓутоа во последно време, последниве години се активиравте со Александар, го споменавме пред малку и успешно функционирате и навистина еве наполнивте два пати МНТ, знам дека и умело барање за повеќе концерти, но сте рекли дека ќе застанеме. Каков е тој филинг на сцена кога ќе се појавите со Александар? Јас, значи, не играм во последно време во театар. Малку одмарам, тоест доста ми е веќе, мислам дека уште нешто ќе направам до крај на пензија, но дали ќе биде режирање или играње, не знам. Може би ова првото. Така да, сцената ја имам, публиката ја имам, не ми фали. Значи, тоа е мојата професија, тоа сум јас. Сцена, публика и интерпретација на нешто. Овдека
со Александар се пронајдов случајно, да речам. Тоа беше за време на короната, мислам. Пред короната Уште пред почнав, короната? да. Се пронајдовме случајно дека можеме да правиме нешто. И добро е што бевме двајцата веќе луѓе кои што позади себе имаат нешто во својата професија направено. Мислам и онака кој што треба. И затоа беше интересен тој збор. Короната не приближи повеќе кон публиката, зашто бевме неуморни и правевме секој ден по некоја песна. И излезе успешна приказна. Тоа ми е мило. Да сакаат луѓето. Да, и мило ми е што и во глумата бев успешен, и во ова сум успешен. Значи, не сум пробал да цртам. Па може би и треба Не сошто. знам да цртам. Значи, ја се паѓам за нешто што Так, што мислам сте дека сигурни може, дека а може. не дека да се претерува. Така да, јас сум задоволен од она што го направив до сега во живот. Заборавив да споменам, имате добиени многу награди. Која ви е најдрага? Сите ви се драги. Награда како награда. Да. Наградите си за душманите. Добро. Сакам да прашам, сега еве нели со Александар функционирате, спремате нешто, некоја можеби нова песна што ќе можеме да очекуваме, подготвувате нешто, работите во студио? Моментално песна не нова, ќе се сега нон-стоп се мисли на тоа. Значи сега беа завршија Така, концертите. Малку да олабавиме од нив, правиме, стално има по нешто, на нас те забави, стално има по некој изненадување. Значи се трудиме да биде тоа максимално интересно, да не станеме здодевни на луѓето. Кога сме нели кај актерите, секогаш обично знаме вие дека сте многу, како да кажам, шеговит човек. Па некако како за крај да ни кажете некоја шега, некој виц вака, бидејќи знам дека знаете во момент нешто да смислите. Знаеш како, ова вака кој ќе ме праша да речеме да кажеш нешто, обично не знам од кај го прочитав или го видов, тоа многу интересно. Ми рече, ај кажи, не знам, од нашиве некој глумци беше, мислам, Пепе Мирчевски, мислам дека е. Вели, го му рекле, дај бе кажи некоја нешто нас шегази, зашто да кажам, па глумец. А ти шо си вика? Јас сум вика шовер, па и сврти едно групче со камионот. Така да, тоа е исто. Не знам, може да кажам шега кој ќе ми дојде. Ако почнеме да кажуваме шеги, ќе почне да ми, или вицови ќе почне да ми Ајде наместо шега да кажеме некоја ситуација во еве што сте ја поминале на театарската сцена што ви останала можеби во сеќавање како смешна. Можеби нешто што се случило невообичаено. Имаше многу такви работи во театар и обично ја ги инициирав таму. Имаше стварно, еве на пример за Амадеус што ја спомнавме, на представата Бранко Ѓорчев ми носеше, ја му носев ноти и он ги гледаше нотите и ги кинеше тие кои што ги кинеа на Амадеус нотите кои што се забранети од царот заради дека во балет не дозволува балет во представите. И ми текне еднашка, ми нацрта нашиот Ѓорги, кој што беше шминкер тогаш, ми нацрта еден на А4 еден пенис голем, убаво вака како издишан со јазиче, со рачиња, карикатура. И ја го ставив во хартиите, веќе сите знаат, освен Бранко. И викам, не можем, вика Чоре ми вика, директоре, мислам, стално имал лудори во театар. Вика, не го, викам да не ќе се насмеам. Не го гледај, нема се смееш. Ајде, му ги давам него нотите, се вртам по портали, од сите страни седат и чекаат реакција да видат што ќе биде. И го гледам Бранко, ги ококори очите, не може да се смири, многу озбилна сцена. И фативме се смееме. Да,
и виде публика дека е некој штос не знаеше Така. што точно што е. Почна да се смее цела сцена, цела публика. Мене почна ја држам колку што можам, почна пликови да ми излегуваат од напор. Оние подкожни, ќе полудев од овако. Ама беше тоа ми е останато така како една од најблесавите работи што се направени на сцената. Имало и други, ама ова е. И само кога за крај да ве прашам, кој е најголемиот мит за актерите? Они сите се чудат како ги учиме улогите. Како учите толку текст на памет? Така, како ги учите? Па се учат со проби. Со проб, Да, значи со текна. затоа што ние ги учиме како слики. Ја, например, сум пробувал мојата, кога ќе речеме да се проба некоја сцена, јас можеби да седнам дома, ги затворам очите и ја гледам цела представа. И цела представа можам да ја одиграм у глава. Значи со сите улоги, кај сум ја, што сум. Можам да си направам да си го променам и за сценот. Да направам друга сцена во главата. И така да одам со друго решение утре да направам. Така. И тие слики што ги представуваме, знаеме точно кај сме, на кое место го кажуваме ова, на кого се обраќаме. Кога ни се обраќаат нас, Така, се така. битни тие шлагворди од партнерот кој што ги ти ја даде за да продолжиш ти. И на тој начин на слики се учат. Значи ја можам да најнормално на сцена ќе го кажам цел текст, а вака на маса може да не го знам. Јас навистина можам само да кажам дека сите уметности се на некој начин специфични, како да кажам, и секоја си има своја тежина и си бара нели свој труд, меѓутоа мислам дека вие актерите имате најтешката професија. Глумата е и физички и психички тешка работа. И навистина многу ве почитувам сите. Да, и физички и психички е тешка работа, зашто јас сум бил после представи кај што после проби, тешки проби, сум бил малку подизгубен, не знам кај не можам да се свирам зашто уште сум таму. И затоа викам не може да се оди зашто бифето е многу битно за театарот. Во бифе многу работи се средуваат од представата. Аме ти можеш вака во тој муабет се прават многу битни работи за представи. И кога ќе останеш на бифе, кога ќе останеш после представа во бифе, како да ја собираш таа енергија што си ја оставил таму на сцена, зашто се остава. И се собира полека и си ја земеш и полека да си одиш дома после. Не може после представа да се искочи од театар. Веднаш, да. Не може, тоа е оставаш нешто неземено. И остава една празнина. Навистина, ова не се фрази, некој не да возбора. Така е. Као што е и така кога зашто сум играл представи со температура, со болка во зап. Но кога ќе излезем на сцена, дац го боли завод и има температура, а не го боли ликот. Ја на представа престанува да ме боли и престанува температура да ја не ја чувствувам. И тоа е значи мозокот се префрла во некој друг файл. И ти не си дац, него си не знам, Амадеус. И го играш тоа. И него не го боли за. Ние не знаеме уште да го користиме мозокот до крај. Ова е еден помак веројатно, пошто ми се случило неколку пати и знам дека е така. Не престанува све. Излегуваш од сцена, продолжува болката. Да, јас ти благодарам на овој убав кафе муабет. Имаме ние да зборуваме можеби 3 сати за сето она што вие сте го поминале со вашата кариера. Еве уште малку како што кажавте ќе одите во пензија, ве посакувам понатаму уште многу успешни проекти. Еве и со Александар, па зошто да не иде или да издадете уште една книга. А и ете, како што кажавте, можеби во режијата и нешто друго што е поврзано со театарот. И навистина ми беше многу драго што бевте денес мој соговорник. Драго ми беше и мене, убаво се чувствувам. Так, на крај само да се заблагодарам уште еднаш до нашите пријатели Хунзаведа клубот кои што ја овозможија нашите соговорници да добијат по еден подарок, нели?
и што се наши помагатели да промовираме македонската музика, македонската култура и нашите артисти. Ти благодарам уште. Благодарам.